се што се случува за верник. Пошто Мухамед алейхиссалату вассалам вели: لا يقضي الله قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له. Се што Аллах ќе одреди за верник, тоа е за негово добро. Дали било смрт или сиромаштија или болест, штом доаѓа од Аллах џелле џелалуху, тоа е добро и тоа треба да се прифати со добро срце. Тука има еден многу интересен и занимлив пример кој се раскажува и пренесува. Вика, имаше еден крал и везир. Кралот еден ден му рече на везирот: дај ми јаболко и нож да јадам и да го излупам. Сечејќи го или лупејќи го тоа јаболко, го пресече својот прст. Па везирот, што беше присутен, рече: хајр иншаллах, тоа е добро иншаллах. Кралот се налути, го пресекол својот прст, а везирот негов му вели: тоа е добро. Какво добро кога јас го пресекол прстот? Ти играш мајтап со мене, клајте го во зандана, ставете го во затвор. И кога тргна да оди за во затвор, тој везирот пак рече: хајр иншаллах, добро да е од Аллах, ова е добро од Аллах. Тој пак се чуди. После некој време кралот излезе во гора, во шума на лов, и тие што беа со него им рече: сакам денеска да ловам сам. Одејќи низ шума занесен, кога едно племе го фати на тој крал. Го донесе во тоа племе, а тој ден имаа слава на нивниот кип и идол, кој му се кланяли и кој го молеле. Племе за останато во шума. Па рекоа: овој човек денеска ќе го колиме курбан за нашиот кип и за нашиот идол. Бидејќи ден денеска има во свет племиња заостанати кои принесуваат жртва човек или животно. И кога го седува тој крал да го колат, кога ќе видат, еден прст му фали. Фаличен. И тогаш рекоа: не смеме да колеме нешто што е фалично, нешто што има мана и недостаток. Пуштете го. И го ослободија. Тогаш му текна дека прстот што го пресекол, на вистина тоа е хајр, на вистина тоа е добро. Меѓутоа времето кога ќе помине, тоа ќе докаже дека на вистина тоа е добро. Се врати во своето кралство и нареди да го извадат неговиот везир од затвор. И кога излезе тој везир и му раскажа кралот дека се спасил поради тој прст, овој му рече: зарем не ти реков дека хајр, дека тоа е добро? Ај добро имаше за мојот прст, меѓутоа какво добро имаше за твојот затвор? Рече: и во тој затвор имаше хајр, бидејќи јас сум твој везир, придружник. Ако јас не бев во затвор, ќе бев со тебе. Па кога тоа племе ќе не заробеше, ќе ме заробеше и мене и тебе. Па кога видува дека ти си фаличен, тогаш мене ќе ме принесува курбан и јас ќе настрадав наместо тебе. Затоа хајр е добро секогаш штом доаѓа од Аллах џелле џелалуху. Само муслиманот треба сето тоа да го прими со сабур и со трпение од Аллах џелле џелалуху.